Di Marina, hey, una ragazza buona ma carina. Hey Marina, 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 na 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 na. Marina, Marina, Marina. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi indovinare. No. Спомнувате песната Добро утро за много години. Почитувани сограѓани и целиот регион, целата држава што не гледа. Така, за много почитувани честит гледачи. празник од Даније. За многу години најпрвен добре ни дојдовте во нашата утринска програма. Ви благодарам што одвоевте време еве за нас, почитувани гледачи, како што можете да забележите во студиото на Канал Плюс телевизија навистина владе прекрасна атмосфера, музика, никогаш не е било толку забавно во нашето студио. Нема ништо побаво ваква личност да ни ја започне работната недела. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Уште еднаш да ви се множи работата со успех. И да се дружиме нон-стоп, како што си ние знаеме, си имаме традиција, си имаме, што би се рекло, уште еден термин имаше, традиција, тоа е, традиција, си имаме традиција. Се почесто да ни бидете наш гост. Да си пееме, да си свириме, да си ги кажуваме нештата, да си ги споделуваме убавите нешта, празниците да ги празникуваме. Да си посакаме се најубаво, да си помагаме едни на други со песна, со свирка, а рековте убава свирка, убава музика, ама вакви инспиративни луѓе, вакви убави луѓе, кога ме дочекавте, јас реков со која песна да се почне, а гласот и така ми е зарипнат, ама сум дал збор почитувани гледачи, немаше одиме до крај. И испунивте така. Да, на закажаното време и гледаме пречекуваат двајца млади луѓе, Ана и Никола, значи една дама и еден джентлмен и реков која песна сега е? Една веселка, ра. Марина, нека биде Марина, меѓутоа Ана, ама има и за Ана. Ајде да слушаме. О, Ана, така нешто беше тири, ра. Значи, фатек ми за Ана. А Никола, нешто чудно ми се случува, што е то знае мајка ми, мама ме подучува. Никола, тоа значи дека растеме, дека прво ќе порастеме. Никола. Одлично, браво. Она што многу ме интересира, што од секогаш сум се прашувала, од каде раде толкова инспирација и таква енергија во него, секогаш да биде позитивен, расположен. Како постигнувате тоа да го направите? Слава му на Бога, почитувани гледачи, ова е првото утринско кафе, ама тука нека ви е на здравјето. Заеднички сите во студиото, да ви поздравиме и вие дома. Амбиент сакаме таков да ви пренесеме енергијата од каде доаѓа. Божја дарба е тоа. Тоа е Божја дарба. Никола, секој човек од нас, секој си има Божја дарба. Секојаш да бидете позитивен, така право. Доколку сакаме да ја споделиме со останатите, а најубаво е кога човек како се вели, и во Светото писмо е напишено не е богат тој што има, туку оној што дарува. Значи, ако умееме, ја често пати ќе си речам, ту зошто не посакаше малку да бидеш, не знам, поимотен, да не речам повечко пари да имаш. После што ги им правам на тие пари? Мислам, нели, секој си за својата работа, секој нека си ја тера мојата работа. Јас со мојата работа си заработувам оноко колку што ми треба за животот и фала му на Господа да има. Мислам нормално да можеме да живееме и од тука натаму тргнуваат сите нешта. Знаете, човек, јас се радувам на ситните работи. На малите работи се радувам. Со малку да се задоволиме, така. Ама треба да се радуваме на тоа што го имаме. Јас се радувам да не се повторувам просто на секој камче, на секој цветче, на секое во природата. Неизоставен дел ми е шетањето во природа, да ви кажам. Така. А па си имам домашно милениче, со него сум стално најверно другарче ми е, може ќе ме забележите во паркот. Така, во сутокот многу често шетате со вашето куче. Како се вика тоа репрезентативно место ни е тој дел од градот. Па, Еве што друго прави Раде сега во денешно време? Мене мојата работа ме носи од еве сега и ова е доживување, верувајте, и ова е термин закажано ни беше, нели? Дел од мојата професија секогаш поврзан со мојата професија е поврзана со настапи, со јавна е нашата професија. Актерството, сцената е. Последно видовме и на Штипската пастрама Илијада.
Тоа чудо беше. Навистина, вие насмеавте публиката, браво, одлично. Одлично беше. Да ви кажам, сега сакам да се присетам на ова што го пишува в текстот. Мислам, требаше да земам да барам хонорар за авторски права за текстот што го пишував за нели оној дел за најавување на личностите што беа дел од програмата, и сега целата работа треба да се склопи. Треба да му се даде едно осмислување, треба да заживее, не е само да човек да излезе нешто да каже, треба да допре до народот, треба да слушне што сакат овие луѓе, пастрамалијада, најубава пастрамајлија, зошто е најубава пастрамајлија. И така како водител, како домаќин, ме задолжија, ме ангажира, се нафатив на тоа, но моје огромно задоволство, баш кога ги презентирав, ги представував овие на понежниот пол повеќе. Да се посвети. Меѓутоа, кога се веќе тука, кога се веќе дојдени, кога сме ги поканили да ги чествуваме најдомакински. Тоа е најважно. Не е важно што е, па сега јас замолив, нели, кога се слушнав идејки кон вас, кон телевизијата, доказа сме што сме, јас реков ставете го кафето, какво пиете црно, ова црно кафе, без шекер, кафе без шекер и така натаму. Меѓутоа тоа не е ни важно. Важна е добрата насмевка која најдов, која стигнав пред телевизијата, овде во локацијата на како се вика Стара Македонка на Капија. Значи ова е претворено овде во студио, почитувани гледачи. Многу убаво, имаме слики, саатче, се си имаме. Тука и од другата страна и од овај на секаде. И добри луѓе. И таму во режија гледам, сите се супер, се спремна. Ете ги креваат раце. Ако има нешто проблеми со микрофоните, вие слободно влезете и го поправете. Тоа е дело затоа што ова е жива ви емисијата во живо. Ви благодарам уште еднаш, голема благодарност на чествувањето пред се на поканата, затоа што верувајте ми, секој излегување во јавноста е голема одговорност. Точно така. Да не го заборавиме тоа. Секој од нас е сега. Како беше нагата толку дарбата? Сега секој според ова можностите, според не знам искуството, според талентот, според дарбата, според милоста Божја. Вие со милост ме пречекавте, со насмевка на лице. Тоа е најважно. Задоволство ни. Сега си пиеме кафе, ќе им порачаме на сите што не следат да си пијат кафенце, што дал Господ. И да уживаат со нашата емисија, така. Апсолутно. И да се посетуваат комшиите едни со други, да си седат на муабет. Нека деновиве се прави и не знам благо на бакла, кој направи, не е важно, ама благ збор, блага мисла да си имат, тоа е најважно. Другото ништо не е важно. Ништо не е важно, верујте. Ја често пати кога ќе земам некогаш се нервирам за некои работи, леле ќе си речем, добре рада, до тука ли да иде, мислам Пештепски. Абе не се нервири, нема тоа никаква важност. Нема никаква важност, тоа никакво значење. Сега моментот е тоа некоја препрека што треба скокне, да го прерипне, ај таму со здраве. Ај не се врати на. Само со песна. Инстинктивно. Само со песна. Само со песна, да. Еве, вас ве знаат како еден познат глумец, има учествувано во многу представи. Дали можеме еве во иднина да ви видиме во некоја представа или сепак се уште не работите на тоа? Цело време работам јас на тоа. Сега на пример во моментот сум на мисла да како се викаше тоа, младинската сцена што е на театарот да ја актуализираме малку повеќе. Тоа размислував и сакам повеќе од студентите кои ни се овде од домакините во Штип, нели, кои доаѓаат и сега градот ни е разубавен толку многу кога ги гледаш. Абе цело Корзо е. Да сите добар ден, викам да сите имам раци, ги добро сум ги пречекувам. Значи некако тие млади луѓе, мислам и нашите сограѓани се разбира, сите оние кои што се влюбеници во театарската уметност. Особено, а баш имам и мои комшики, да не речам, студентки се на нашите факултети. И баш таа тема разговарав и со задоволство прифатија сакаат да членуваат односно да во подготовките на представа, односно да бидат актери. Да бидат идни актери, може и ќе бидат идни актери, без разлика што студираат. Ако продолжи човек никош животот не знае каде го носи. Меѓутоа на тоа размислувам, треба малку да ја актуализираме таа како да кажам, на тој план да се посветиме малку повеќе, а има влюбеници, верувајте. Имаме тука луѓе кои што оставиле длабок печат во нашиот град. Можеме, тука сум јас, тука имам други колеги, имам тука пријатели, повозрастни, помлади, сите, од сите ќе го црпиме искуството, од секој поединец, затоа што секој човек си има дарба. И од секој ако умееме позитивно, со најубава мисла да ја примениме, да ја употребиме таа дарба, верујте, тоа ќе биде мозаик, уметност од како се вика ова виножито. Виножито, значи
тонови од боја, од убавина, од уметност, од култура. Така, еве, од вашето искуство, колку еве штипската публика ја негува културата, колку ја ги сакаат, колку ја сакаат театарот? Штип има огромна традиција, видите, да не зборуваме. Ама морам да почнеме и да бидеме искрени, сепак тоа е индивидуално. Така. Човек е индивидуално, зависи како е настроен, какви афинитети има. Домашното воспитување е многу важно. Пред се. Најважно. Домашно воспитување, ако нема џабети, мислам, 100 факултети да има, мислам, нема, како да ви кажам, ќе чуеш некој, дали на телевизија или во јавност, или ќе збори, или ќе кажува дали ќе пее, не знам, било што да работи. Ако нема душа, ако она што го говори, не стигне до соговорниците на оние кои што ја споделуваме ова утринска програма и ова кафе, и од милост ако не е кажано, ако е вештачки кажано, ќе пројде како ветерот да го одмор, како никош ни да не било. Меѓутоа, ако е со добра мисла, ќе си спомнуваат, ќе речат, абе, кај Јане и Никола Раде беше на кафе во Канал Плюс, и се за уметноста се зборува, за културата се зборува, за театарот се зборува, за песната, за музиката, за нашата традиција, за секојдневното живење. Ама видите, ние мораме сами да си го осмислуваме тоа, како да кажам, не чекам ја цело време некој друг да ми го осмислува тоа. Јас си го осмислувам денот и моите настапи, поканет сум, верувајте, на сите национални телевизии ми отворени ми се поканите за учество да водам емисии. Ова не е фалва таа регија, фалва не ми треба. До сега сте ме знаете, да сум на почеток ќе речете највеќе се сеќаваме од во светот на бајките и гушава азбука. Дали мислите дека и треба на на македонската публика нешто такво како што беше? На македонската публика, а јас сум ќе кажам од бајките, како бајка ќе кажам. Па ќе протолкуваат, како сакам дека протолкуваат. Сакам да кажам дека бајката човек со себе ја носи. Убавината, љубовта со себе ја носиш. И тоа е. Зборовите се излишни. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Таму е толку волшебно, лета сонот на рацете горе. Така. Лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Во светот на бајките само. И така натаму, сакав уште нешто да кажам, а ми отиде мислата. Со душа чекавме да ги гледаме овие серии, навистина беа. Сеќаваме од детството, навистина прекрасно детство. Ова песна буквално нема млад човек што не ја знае. Па, гледате кога тоа сакав да ја кажам. Она шпицата што е на бајките, во светот на бајките, ми вели режисерот Гроздановски, ми вели, бе, Раде, сум те ставил на шпица да леташ со килим. На килимот летањето, нели, како беше дел од приказните, имам неколку снимено во светот на бајките и во други серии сум бил во Бушавата азбука, во емисии разни во разни телевизии, разни гостувања со многу луѓе, со убавина, како да кажам. Многу е важно, целосно се предавам во работата, да ви кажам. Како и вие што сте прекрасни домаќини, така стално да си бидете. Да не ве залажи, да не ви одвлече од вниманието, околности, било што. Убавата насмевка секојаш да си ја задржите. И верувајте, тоа ќе ве додржи и во ова до намерата што сакате да го спроведете. А кога човек настапува професионално, значи кога настапува искрено пред се, професионално, со стекнатото искуство, што сака да го презентира со јавноста, да го подели со јавноста. Сега ќе ви испеам една песна. Може ли? Секако. Никогаш не е. Ова е Винсент. За Винсент еднаш, вика, како сум се облегол на една телевизија, една тетка се јава една досија и јас му велам, Винсент, веќе он е направи, тогаш не те признале Винсент. Јарадам, дам, дам, дарадам, јарадам, дарадам, јарадам, дам, дам, дарадам, јарадам, дарадам.
пролет крај речни брегови, високо небо, гулаби волет, преградка моја ти цвет. Високо небо, гулаби волет, преградка моја ти цвет. Ярадам дам дам да да дам, да 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 дам, ярадам дам дам да да дам, ярадам да да дам, ярадам дам дам да да дам. За Ана имаше една песна. Ана, де кажи ти? Ана, Аника. Нигде нема таква лика, нигде нема таква лика. Слика како мојата. Ана, Аника. Нигде нема таква лика, нигде нема таква слика, нема како мојата. Ана, Аника. Ана, за песната што ја почна пева Ана ми текна, ама таа е малку така со, нели, има весели ноти и помалку весели ноти. И таа песна така дојде, а Уреков не одговара во себе си велам, за Ана нешто треба повесело. За Никола одговара, за Ана, еме се најде. Браво, Никола, ти благодарам на поддршката. Ана, супер се. Супер, одлично. Ана, многу. Да, убаво, нормално. Имаш привилегија, млади ој, и двајцата се почнува гледаш. Убав, одличен тандем сте, да си продолжите да си работите вака, ме радува тоа да ни поканувате наши соговорници. Нормално. Да говорат за старите занаети, за традицијата, како било, шо било, ова да го направите, децата од нашата улица да именуваме ова емисијата, може и така да биде, децата од нашата улица овде да врие од баби, од деца и од дедовци, да седат, да се муабетат, да кажуваат, не знам, за лозието, за црешите, да раскажуваат, не знам, за игрите, детските игри низ мало, кои беа, што беа, да си плетат, да си муаветат, да си пијат кафе. Треба тоа да се врати, бидејќи реалноста во денешно време е дека повеќе така. Не можеме да видиме деца да си играат на улица како што игравме ние. Миштупка така беше, не знам вие дали така ја нарекувате. Исто и ние, миштупка така, голеници, значи веќе нема деца кои што си играат на улица, сите се пред своите компјутери, а тие игри треба навистина да се вратат. Еве бабите понас со лепче во рака, ајде сине дојде да што повеќе го нема така. Не, има ли пубаво тоа? Нема. Ја сега тоа ми го како да играм со задоволство. Лепче и маси црвено пиперче, мачичка. Што ми баба мачичка ќе му намачка со црвено пиперче или лепче шикер чи става, една момичка од озгора се шикерчи и вода по спаскано за да не испаѓа шикеро. Уново, што да ви кажам, има и многу и убаво детство сум имал. Ние пак со Никола сме млади, но еве затековме такво детство. Сега нема детство. Да чуваме детето во себе, тоа сакав да ви спомнам. Секој од нас да го чува детето во себе, тоа и Светото писмо го вели. Вели, чувајте го детето во себе. Господ Исус Христос вели, детето, тоа значи чистината, радоста, убавината, насмевката, убавата мисла. Тоа сака да каже за детето, мисля се. Децата искрени. Да, наискрени, искреноста. Тоа зачувајте го во себе. Тоа сака да каже чувајте го детето во себе. Секогаш бидете такви и кон себе си, и кон останатите, и светот ќе ви биде во хармонија, секи ви биде убав. Мислам, ќе ни биде убаво ако настојува човек. Сега човечки некојаш паднеме духовно, што се вели, паднеме, пат ќе абре убре што би се рекло, пат ќе се намрштеме, ќе се на после си викаш, чекай дали леле не ни доликува такво однесување. Што вика старите бабите, што вика, синко порно речи го, нешто порно, арно каже отколку лошо. Ако не, ама ви шо, осте таа работа, вика, осте ти, тури му пепел, вика, ајде нас не се, ќе биде работа. Сака да каже, значи не придавајте внимание на лошите работи. Ако им придавате внимание на лошите работи, таква енергија ќе се шири. Ако ги занемаруваш, што ќе речеш, ама крчете си главата од нас, не ни треба такви работи. Ние само сме за песна, за муавето убав, ако можеме нешто да си помогнеме, а помагајте се едни на други. Немало сиромаштија било, верувајте, па си до ден денес памтам што ми спомнуваше баба ми со каква милост го тоа кажуваше за време на војната што било. Да не ме враќам многу нанапи и ние не знаеме, меѓутоа тие имат нашите генерации и предци имат доживеано многу нешта.
Немало ни леп, ни ништо немало. Цинко, вика, го праќам татко ти од една роднина наша, вика, па со брашненце дојде дома за да месам, вика, леп, да не на врдов шманшо, вика, да не му даде Господ. Сакам да кажам, да се почитуваме, ние македонците сме па треба да се гледаме, треба да јас секош така викам, ако ме прашат, одговор можам да дадам на многу работи. Во малото, ќе тргнеш од малото, ќе видиш кој е најбогат. Тај треба да организира сите луѓе што се, да речем, поимотни, да видиш на тие што се у твоето мало, од улицата, од 1 до 100 број, да речеме. Кои се помалку имотни да им се помогне, дали работа да им се најде, дали нешто да им се придаде дома, да се грижиш за општеството, да се грижиш за луѓето, да ги сакаш, да ги негуваш. Мислам, не како да кажам, да се отуѓуваме ако имам средства или пари, што би се рекло, ај па сега учавките. У облаци, знаеш да лето човек, не сме. Можеш да го споделиш со своите луѓе, со своите да го, затоа што си изнедрен од ова поднебје, од овој народ си изнедрен. А народот секој знае тоа да го награди. Ете, јас 2 пати не реков кафе добив. Епа сега се надевам дека го заслужив кафето. Ај на здраве. На здраве, нека. Сега ќе ве замолам, ако може да ни отсвирите некоја стара македонска народна песна, еве, за повозрастната генерација, да ги вратиме во времето. Една стара. Саде ти се чудам цвето, како сама спиеш. Саде ти се чудам цвето, како сама спиеш. Јагне мори цвето, шарена одаја. Пиле мори цвето, на железен кревет. Јавикни ме цвето мори, другар да ти видам. Јавикни ме цвето мори, другар да ти видам. Јагне мори цвето, со тебе да спијам. Пиле мори цвето, усни да ти пијам. И некој ќе рече, нашите стари биле назадни. Абе, види каква убавена со песните, види каква романтика. Цвета сама да спие на железен кревет. На железни кревет се мало порано. Не е ни важно, мисля, спало се и на черги, денеска не знаеме од реклами, од водоно, па во обилосо, толку слоја оно обилосо. Чим глава, мисля, даде. И човек, знаеш, полауватнете, побрлауватнете такви работи, шо да ти Никола, јас кажа. мислам дека јас и ти досега не сме се поубаво разбудиле, бидејќи еве понеделнички малку за време на викенд се опуштиме да се наспиеме, а кога започнавме со утринската емисија бевме така малку поспани, но сега веќе сме навистина многу расположени. Празникот ни дава сила, да ви кажам. Празниците наши убави, си имаме празници да си ги чествуваме, Господ напомош да ни на сите, на цел народ. Секаде да има мир, да има мир, да има, како да кажам, ние македонците носиме хармонија, да ви кажам. Ние македонците сакаме на светот со песна да го споделиме животот, да има хармонија, да има разбирање, да не едни на други, тие биле поголеми, вие вакви. Од Бога сме дадени сите, вие го сте мислат дека си големи, нека си бидат големи. Само не ни загадувате на нас, не ни брекате манџата, што би се рекло. И така, да си ги чествуваме празниците, а празниците се нудат. Од време на време ќе се подзаборавиме, човечки да се подзаборавиме, ќе паднеме духовно, пак ќе речам, тука се нашите убава традиции, убави празници македонски. Така, еве од денеска започнуваат и великденските пости, го имаме најубавиот празник. Така, амин. Баш ме радува ова што го велите. И ја тоа се мислев, леле, како за утро, сношти имав гости, ни се најавија гости, бевме на честито, на прочка, нели, да се простиме. Повозрастните ја има таа предност, помладите одат кај повозрастните. Да имаме убави празници. Таа сношти ни се најавија кумашинците, па ќе имаме свадба, па кумови сме. Право, честит. Фамилија на умови, поздрав, ете, ние сме, кој ќе биде кумот,
Па мајка ми од Германија се јава синко на внукот, не. Љупче да биде кумот, нем ти да не викам како ги кажете, знаеш. И така убаво, весело, значи си имаме празници, си имаме традиција. Па да си го споделиме секојдневието, пак велам, за раце да се фатиме и да си помагаме едни на други. Разбирањето и слогата е најубаво нешто, така. Фала ви многу и јас. И тоа си велам, леле, како ако заспиам, мислам, обично треба во јавност треба човек свеж да излезе, ама еле, фала на Бога, фала на Бога. Јас затоа и на почеток ве прашам од каде ја црпите вашата енергија, пошто вие сте секогаш така бурни, да кажеме. Па јас се радувам на средбата, да ви искрено се радувам. Уште кога се слушнавме нели на неколку наврати, кога се слушнавме за гостување, и мене ми причинува задоволство. Сте ми направиле чест, сте ме поканиле да ете едно утринско кафе да испиеме во вашето убаво студио, во вашата телевизија, што е многу ме радува, што е и колеги, некои од вашите колеги ми се познати, многу добри соработници, затоа што многу ме услужувале, работеле на повеќе места од овој аспект. Таква била природата, така нештата се како течат, така и ние се придвижуваме. Се надевам дека се почесто ќе се гледаме и дека ќе не радува развеселувате со вашата вие само бидете вака со отворено со срце, со широка душа, со расширени раце, со убава насмеха, секогаш верувајте, секогаш ќе имате гости, дури некој ќе си рече ту од гости човек па нема ни глава да дигне. Така. Не, ова е секогаш е поубаво со гости. Да. Ова е како комплимент кон вашата телевизија, да ви се пак ќе речам да ви се множат работи, да си ги чествуваме празниците, да си пееме. Колку убави песни има стари. Ќе ги подзаборавя, јас бев пред некој ден меканија, ако ви кажам, цела Македонија ја прошетав пред новогодишње. Пред ова мартовски, осмомартовски празници, нели, денот на дамите, денот на жените, бев поканет низ цела Македонија настапував и од 7 почнав, во друг град бев, сега да не именувам кај сум бил, што сум бил, тие луѓе си знаат што сме се дружеле и продолжи средбата некако, отидов, да речеме денес отпатував, попладнето, ми рекол од 20 часот тука негде, после 20 ќе почнеме со седенка, се збираме, ама не, пушта, таа е многува песна, собака се. А реков, што е мојата задача, што сакате, во каква смисла јас да гостувам? Рече, вашето присуство, ако може со песна, на ваш начин. Така, јас присуство е доволно. Така. На ваш начин со песна некако да го одбележиме некако празникот, нели? Вие одберете начин, еве оставаме на вас. И мене толку ми треба, знае. Многу си поминавме, ги испративме дамите задоволни си отидоа дома, леле, ми велат, тоа е најубаво да слушнеш. Ваков 8 март до сега не сме имале. Мислам, кон дамите треба ние да се однесуваме секој ден, секој миг како да. Секој ден треба да биде 8 марта, да. Дамите треба на дланки да ги носиме како капка роса. Имаше една песна. Како беше? Капките роса и така, не е важно, песна одма ми доаѓа, нели? Па велам, од таму продолжив, па седеме на вечера, седи на вечера, а ваму поврзан со превоз, а јас мојот автомобил паркиран кој знае каде, мислам не возам. И ајде до утрински сати, седевме, од таму продолжив во Capital City, во главниот град, па таму продолжив уште 2 настапи имав, затоа што имав дадено збор, во 2 установи, настапив и значи цел ден и цела ноќ не сум спиел, ама душата полна ми беше, како да ви кажам. На нас ни сега полно, јас цело време сум насмејана, така колку не расположивте и во ова секогаш, ако си има искрен пристап, пак ќе речам, тоа станува збор за нашата професија. Нашата професија нели јавна, ние настапуваме пред јавноста, не оценува за секој гест, за се што ќе изговориме за секој. Сега секој си има своја тежина, пак ќе речем на зборот. Оној како беше, како ќе си постелеш, така ќе си легнеш, значи колку сме си заслужиле. Ако сум заслужил, луѓето ќе ме следат и ќе ја знаат тежината на зборот, ова што го зборам, она што го зборувам, ќе знаат дали од душа и од срце кажано или е вака, нели, што би се рекло пропратно. Јас во мојата професија... Не, баш те е она народски човек, навистина. Верувате, јас секогаш на било каде да се наоѓам. Одговорноста е голема, пред се респект према јавноста, затоа што ми е дадено простор јавно да говорам, јавно да се произнесувам и верувајте, мојата професионалност, јас на преден план, секојаш е во преден план.
одговорноста пред се. Треба човек да биде одговорен кон себе си, кон останатите, кон јавноста, кон професијата, кон занаетот. Што викаат старите, не си фрлај кал на занаето. Златна белезика имаш. Значи секој од нас имаме златна белезика. Вие сте домакини, секогаш да бидете насмеани. Кога ќе влезеш во продавница, што најмногу те привлекува? Може ќе нема тоа што го бараш да го купиш. Ама ќе те плени убавата насмевка на убавата дама и ќе речеш: "Абе, празни со празни раци, не знам, ќе купам еден тепчиџак со овие, како се вика, фуџани, тепчиџак со фуџани и знам со сини дома ќе ги носам, ќе рече: "Шо бре фуџани?" Ама од кеф, така, ќе се израдуваат и они. Ти можеш и да ја кажеш за убавата насмевка дека си е некаде доживеал, може и нема да го кажеш, ама интимно ќе ја носиш со тебе и ето таму ја црпеш насмевката и идеш цело разлелеан, мислам разигран, сите ќе те сретнат по пато. Дека знаеш, ти си оде знаеш дома, спакувани вие фуџаните. Кеф, кој знае, чинеш, кој знае злато како да носиш, разбираш, дома. Ако го чувствуваш така и со таква мисла ако го носиш, од злато ќе биде повредно. Слушам, златото ќе вкачуване, не видите злато. Можно е. Каде беше дома злато? Варира, оно секогаш. Треба да изберете, видите колку кила има. Така. Браво, одлично. Ако нема по една цигла злато и на вас цигла, тие некои како ги тие калъпите, златни калъпи, ајде таму. Што ќе му правиш? Што ќе му правиме на тоа злато? Така ќе го чуваме дома сам. Слушайте. Среќата со пари не се купува. Љубовта без мерак век не векува. Среќата со пари не се купува. Љубовта без мерак век не векува. Ако пари сакаш, друга најди си. Ако љубов сакаш, мене гледај ме. Среќата, раците горе, не се купува. Љубовта без мерак век не векува. На здраве. Браво, одлично сте, Супер, кој ќе... Ана, знаеш ли да гледаш? Ана, знаеш ли да гледаш? Не. Ана, ќе гледаш овај пат. Ај, јас сам ќе си гледам, Никола, сам ќе си гледам. Се е срце до срце. Си жира од срциња. Еднашка ми се падна на лост да ви кажам израду вас и тоа стварно беше. Само на нека ви е на здравие, секако. И викам дома, падна ни се пари во обај. И дето, синчето малецко ми беше, со него беше, дали може и со керкичката, имам сини керки имам. Нека се живи и здрави. Фала ви и вие да си дочекате, ако си имате големи да пораснат. Па немаме сам што. Ке биде, и одам со тоа, милиони колку беше до голема, у Трговски имаше тие што продават. Од време на време, така отидеме ради децата гребки, нешто радуват се, како дете, знаеш, но нека да се залаже. И викам, пари ни се падна. Не важи, вика, тој поминато. Бугде, па што ги продават ето поминато? Што ги продават? Дали, па ја не се распраша дали е автентично, дали не, дали си ги земаа парите. Нека си ги земат. Алал на кимс. Алал на кимс. Ако си ги земале, што друго планирам. Сакам да водам емисија, има да биде ненормална, ќе рече, ненормална емисија. Имавте Турли Тава. Турли Тава, у тај стил нешто, ама емисија да водеш, овие не се свесни, дали не се свесни или не сакат, па ја не сум проявил желба да видам тие што е македонска лотарија. Замисли една голема сала у Скопје, да речем, може и у Штип да биде, и на ниво на цела Македонија да се организира, како се вика тие лотарија на среќа. Ама често да разбираш што беше. Тако нешто. Ама често да се дават парите. Мислам, тука на лице место. Одма да ги броеш на луѓето, да ги даваш на лице место. Не филозофии ќе пучат една мома, разбираш? Ќе маане таму со тоа, како се вика тоа, со фустано. Бројка, бројка, компјутер ги, не даме кришти си главата, ајде таму. Тука на лице место на луѓето парите да видиш цела Македонија ќе. Пара на рака одма. Пара на рака, за рака. Ај така. И тука на лице место кој ќе наредеме, не Никола, ние, Ана, ти ги, на Ана ќе дајме, она ќе ги реде. И тука цела Македонија. И тогај да видиш кога лозот ли, како се вика тоа, ливчето ќе биде многу, ќе дадат луѓето. Секој ќе рече 50 динара, 100 динара, може и повеќе некој ќе даде. Или повише ќе купе, ама со бројки да биде, знаеш. И така имам замислено, со бројки да биде. Со бројки од еден, не знам до колку, до бесконечност. И за Македонија колку жители, толку бројки нека има. Па добре за странците ставим. Ај за странците. Ај да не сме скржави. Не е ни важно. Со сваќето време како за гости, разбираш. И на тај што ќе му се падне тука одма. Детенце
детенца тука ќе викнеме на сцената да бркат, како се вика тоа, бројки да валат, таа бројка, кој има таа бројка, сите, да видиш како цел народ ќе живнеме, значи очи ококорени ќе бидат, вака сите насмеани ќе бидат. Кој си добие, алал нека му е. Ќе рече, па и мало фер, и мало, како да речем, и мало со чиста намера. И така да видиш, и они ќе имат, и тие ќе имат профит, овие таму што работат со такво, со лотарија, и они ќе имат профит, и државата ќе има корист, ќе си земе тоа што треба за државата. Половината нека ги дават на хуманитарни, што се вика, такво за цели, половина од тие 1/3 или 1/4 човек да земе од цела Македонија, па ќе биде задоволен. И не ќе рече, па срекате ќе не се насмее. Ќе рече барем честно е, бе. Не мора ни да се добија, ама честно е. Ете, на тај начин таква емисија ми се прави сега што ја кажа идејата, дечки некој може да ја украде. Нека украде тука. Секаде не, па тоа така, да. У свето така прават, ако си кажеш на лице место, ако си кажеш, чекај марамчето да ми се види во видео. И ако се помокни тие што чуле. Чуле не разбрале, ама треба душа да има. И треба, ако разберат, ама честно да биде. Деца да излекуват и тука на лице место парите. Гледаш, пуна сала, нема да има место кај да ги собереш. Пари тука на ставани, а не гледайте овие пари лажни се, сакат да кажат, овде нема некој студио да ќе провали во емисија. Стварно лажни пари на тие банкноти што се дават ги, абе не ги лажите луѓето, бе, немте така. Дајте оригинал пари од оригинал престолник, ќе право нека пазаруват. Кога продавниците ќе бидат пуни, нема да има да сите со колички, разбираш. Абе циркус, дечки добро ли? Одлично е, ние сме многу расположени, еве. Имаме уште неколку минути до самиот крај емисијата, а ние до 10 часот. Повеќе време така со музика го поминавме, но еве мислам дека сте задоволни од нашиот пречек, па се надевам дека ќе се гледаме се почесто. Јас сум задоволен. Поканата е секогаш отворена. Со задоволство го прифатив ова гостување, да ви кажам, уште ми се пие кафе да ми. Ќе пиеме уште едно после емисијата. Ја дома кога пием такво цел бухал, да ме држи како за цела недела. Цела недела да држи. Ќе пиеме после емисијата ова. Да, вие си дома, почитувани гледачи, по ваша мерка, дали чајче, дали кафенце, дали мобетче, што ќе си направите, направите си. Оваа денешната емисија, ова што се вика репризата, не само, и утре ми е почитна на луѓе. За кафе, не за друго. Вика, што е проблем докторе, знаеш, вика, што е проблем доктор, дошол пациент, нели, ке доктор, и сега кажувам му те оно, па вика, многу кафе испиме, навикнале се на кафе, нели, за тоа швалери, тие работи, нешто, за кафето, што е за кафе, абе седи напите се кафе, демек, ако во направиле, оно направиле, не, па сега што е проблемот? И вика на доктор, па докторе, многу кафе испиме, навикнаме на кафе и мене, сега нас да не држи кафето, убаво кафе сте направили. Дечки ги рече, ladies and gentlemen, дами и господа, почитувани сограѓани и пошироко сите што не следат, јас сограѓани, јас ја доживувам малку вака не следи цела Источна Македонија. Цела Источна, па они ќе пренесат на Западна Македонија. Ќе пуштиме еден сателит, лека полека тоа оди, лека полека. И така, ама ова за сите важи, ова баш е општо човечко, за општото добро, за сите нас, за убаво. И само така може да бидат работите. Ја поинаку не можам да ги доживеам. Разбирањето. Еве за крај уште една песна доколку времето ни дозволува. Да, ни дозволува секако. Раце во коси, колку си убава, очи во очи, грај во душава, срце во срце, сакај ме најмила. Кога ќе одиме, ќе Ана на серенада. Така нивкано, ќе сите спија, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара, по твоето пенџере, тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти.
колку љубав ќе ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубав ќе ти кажат моите звучни акорди. Витештвото. Браво, одлично. Замислете, јас многу често одев по серенади. Не сум бил одамна на серенади. Има ли побаво тоа, некому да му посветиш време и внимание и љубов со песна, серенада. Порано многу се практикуваше. И ни отвараа, голем број на куќи ни отвараа, а се поголем број на куќи затвараа. Затвараа, така. Не е важно. Не, грешката е во нас. Претпоставам дека ние не свириме, не сме продолжиле со свирката. Има многу убави и пеачи и свирачи во нашиот град. Еве, што ќе им порачате на младите музичари? Да пеат и да се радуваат на животот, да се почитуваат едни меѓу други, да се респектираат и да си помагаат едни на други. Ако нешто не умеам, ако не знам, не е срамно, треба да прашам луѓе, бе, овоја. Луѓе сме така. Да, ова не го разбирам нешто, дека има ли некој, ама ќе ми се нема, да што да ми се смеат. Не сум го разбрал, прочитал сум ја таа лекција, не сум на тај час. Ќе помогнам кај Никола, кај Ана, кај Никола, дај ово како да го решиме и така проблемот да го надминеме. Значи да се почитуваме, да се респектираме и ќе светот ќе го освоиме. И се поубаво ќе го сите нешта на поинаков начин ќе ги доживуваме. Одете во природа, шетајте, дружете се, пак ќе речем колку убаво на серенада некогаш имало витештво и така го доживувам јас. Мислам дека сакам да го пренесам на генерации на вас, вие ќе го пренесувате на помладите од вас со песна, со свирка, со музика. Има ли побаво дамата да ја почестите со едно внимание и таа кога ќе уште поголемо задоволството и радоста на душата ќе биде поголема кога со светло ќе ви даде знак од куќата или од собата со светло ќе се вклучи, ќе се запали светлото, па ќе се изгасне, дадено е знак дека примена е песната, ви благодариме многу, некои покануваат и горе, и горе покануваат и да се продолжи со песна, меѓутоа треба се да биде милно. Треба се да биде со мерка, треба се да биде во доменот на културното однесување. Значи, треба да биде, ако сме веќе поканети да влеземе дома, треба да не го злоупотребиме гостопримството и треба да бидеме толку културни, толку нежни, толку внимателни, што песната да ѕвони кога ќе си заминеме. Во нив уште да ձвони, па цело мало утре да им речат блазе си ви, имавте музика, имавте песна, значи вашата куќа е блажена, значи вашата куќа е посетена, значи луѓе, душата им посакала да дојдат кај вас. Секаде не се оди, зорли да те канат, не знам, што да нешто ќе си речеш кој ќе оде сега, душата ми се. А се што е со милост, се што е со благослов, со милост, со милна душа, па ти леташ просто, крила имаш, викаш Господи, фала ти. Фала ви и на вас. Никола, јас имам овде еден предлог, како што кажав, имаме уште 5-6 минути до самиот крај, да го најавиме тоа што е следно, да го погледнеме, па потоа заедно да ја одјавиме емисијата. Може и така. Дали се согласувате? Како не, со продолжение на според нашата содржина, ќе погледнеме како помина карневалот во Струмица. Одлично, да ги поздравим карневалџиите. Одлично, еве. Има, кој знае добива. Пораките ли ме да ви кажеме светлото е наше и ваше, тоа вреди и треба да се штеди. Кој не се ка училиште светлина што дава и сам дома се на пиедестал во 20.
Така, почитувани гледачи, еве погледнавме дел од Струмичкиот карневал. Времето не дозволи, иако беше врнеживо, сепак супер беше традиција. Види ги колку беа убави, со маски, разиграни, распјани. И во Струмица гледавме, можевме да проследиме. И во Прилеп, деновиве се одлично. Мене ме радува луѓето да се весело, да се радуват, тоа е. Се почесто вака. За крај предлагам да уште една песна, Ана, еве по твој избор, некоја песна да ни отсвири. Песна, штипска песна за лъджите, ако не, може да ги поздравиме сите. Запеи песна, мори моме, да се чуе ново село. Тарарара, ново село, крај изворот, крај изворот, крај лъджите. На здравје, Даниев. И момата му вика, дојди ка изворот, он ми вика на момата, дојди, тамо се нашле, прегрнале се, избацувале се и се земале. Така. На здравје, Даниев. Прекрасно, навистина. Почитувани гледачи, еве се надевам дека во вашите домови владееше навистина убаво расположение секако со нашиот гостин Раде, со неговата песна, со неговиот навистина прекрасен разговор, сите совети кои што ги кажа за нас, дека и за вас, почитувани гледачи, ни остана само да се одјавиме. Ви закажувам повторна средба утре во 8 часот, бидете на Канал Плюс телевизија и следете нашата утринска програма. Ја споделив својата личната вистина со вас. Мојата интима, мојата приватност, мојата професионалност. Ви благодарам многу за тоа. И вам ви благодарам уште еднаш, мадам. Благодарам. Никола, така поздрав сите почитувани гледачи, уживајте и бидете насмејани. Довидување. Довидување.